Акција! Пред една година идејата за младинско здружение кое во своите прегратки ќе ги придобие сите уметници и ќе ги поттикне слободно и креативно да се изразуваат, да се инспирираат меѓу себе и да си го промовираат својот талент, доби своја реализација како иницијатива Култура Бета. Во текот на целата година Култура Бета се запозна со многу пријателчиња, гласни тивки, активни и срамежливи, чуени и нечуени уметници. Режисери, поети, сликари, фотографи, колумнисти, дизајнери, филмаџи, музичари, активисти и што ли уште не. Денеска тимот на Култура Бета ќе ви ја раскаже приказната за настанувањето и развојот на целата организација. Култура Бета е младина. Освежување. Култура Бета е љубов. Денеска Андреј Медик Лазаревски ќе ни ја раскаже приказната за Култура Бета. Како започна Култура Бета? Култура Бета започнува како младинска иницијатива за развивање на некомерцијална и неформална култура. Најпрво започнува како еден обид за создавање на еден младински театар, но поради ситуацијата со пандемијата и поради карантинот не бевме во можност да истераме представата до крај и затоа преминувме на едно онлайн издание каде што решивме да собираме поезија, уметност од млади автори и уметници и на нашиот Инстаграм профил, потоа и на нашиот сајт да ги промовираме младите уметници. Потоа започнавме и со пишувањето на колумни, со пишувањето предлози за филм и книга и мислам дека сега се разви во една скроз друга насока од првичната идеја. Тоа беше и следното прашање. Какви беа твоите очекувања на почетокот, а какви се сега? Па на почетокот очекувањата беа, би рекол, повторно целосно различни од тоа ова што е денес Култура Бета. Очекувавме да ја тераме само како театар целата иницијатива, но реално ова денес што го добивме можеби е подобро од првичната идеја. Еве го спомена театарот. Раскажи ни малце повеќе за како течеа подготовките за представата, како одеше процесот на режирање на истата? Па кога го започнавме театарот, тргнавме со идејата дека ќе правиме еден младински театар во кој ќе учествуваат исклучиво млади и актери и режисери и автори на текстови. Би рекол дека пробите одеа супер, бидејќи веќе се знаевме сите петорица кои ја работевме представата, но за жал не успеавме да ја одиграме поради карантинот или поради забраните за групирање и јавни настапи, но се надеваме дека кога би се средила ситуацијата би ја оствариле и представата. Освен глумица во првата театарска представа на Култура Бета, Марија Хана Трајковска е коосновач на Култура Бета, исто така уредник на Инстаграм профилот на Култура Бета и уредник на Бета Фактопедија. Кажи ми, Хана, како се одвива пробите за првата представа на Бета? Пробите се одвива многу убаво. Имаше многу убава атмосфера и хемија и соодност меѓу нас соработниците, би рекла. Едноставно затоа што сите се знаевме од претходно, имавме веќе претходно воспоставено конекција и хемијата што беше на сцена беше иста како и таа надвор од сцената и според мене се одвиваше многу прекрасно. Од сите задачи што си ги имала за Култура Бета, која е твојата омилена активност и зошто? Па дефинитивно театарот, бидејќи се чувствувам како на некој начин театарот да ми е природно живеалиште, бидејќи цел живот се занимавам со театар и како што кажав претходно, хемијата и односот беше преубав за време на пробите плюс жив контакт. Сега што ми останува да седам дома и да истражувам и да барам факти што е интересно, дознавам многу нови ствари од културата и од уметноста на секое ниво и на секое поле. Меѓутоа живиот контакт со луѓето што се случуваше за време на пробите ми е најомиленото нешто од Култура Бета. И сега во улога на основач, како дојдовте до името Култура Бета? Всушност Култура Бета на почетокот требаше да биде театар. Меѓутоа со Андреј бевме седнати на кафе и зборевме за како би функционирал тој театар и дојдовме до заклучок дека можеби на нашава земја и треба нека таква underground, неофицијална, неинституционална култура и ако
таа што е нели мејнстрим културата би ја нарекле алфа култура, нашево би било бета култура и така дојде името култура бета. Освен театар, важен сегмент за култура бета е филмот. Калина Качаровска е автор на рубриката Бета предлог филм на неделата и секако редовна колумнистка. Калина, кажи ми, кој е твојот омилен дел од пишувањето на колумни? Па кога сме веќе кај колумните, би рекла дека тука е малку специфично од причина што не секоја колумна е ист случај и секој пат се среќавам со различни предизвици при пишување. Некогаш проблем доаѓа при оформување на идејата, така што не баш секоја недела сум точно сигурна што ќе пишувам. Меѓутоа, еве, ако генерализираме, тогаш би рекла дека омилен момент се всушност моментите пред да седам и да пишувам, кога сум толку многу возбудена за самата идеја и за самата тема, што сите идеи ми доаѓаат во глава одеднаш и сакам да седнам и сакам се да напишам. Така што да, тоа е омилениот дел. Сега го спомнавме филмот. Кога одлучуваш кој филм ќе го препорачаш на сите оние кои што се заинтересирани за кинематографија, како оди процесот на донесување одлука? Првено, она што е важно да напоменам е дека предлозите за филм не се само за оние кои што се заинтересирани за кинематографија, туку генерално за сите. Доколку би одела само со тие кои што се заинтересирани на таа тема, тогаш мислам дека нештото не би било толку квалитетно, од причина што сепак мислам дека треба да не гледаме да препорачуваме само нешто кое што е толку многу специфично и толку многу само мене ме интересира, туку нешто што мислам дека би можело колку толку сите да ги заинтригира на различен начин. Па тука би сакала да напоменам дека сепак давам некој мој елемент при пишување токму на тие работи, затоа што доколку не дадам нешто лично, доколку не дадам моje лично гледиште на филмот, на темите кои што ги разработува, тогаш мислам дека не би било вредно за читање, од причина што би било само кратка содржина и тоа е тоа. Мислам дека во тоа е клучноста, како на предлог филм, така и веројатно предлог книга, да се даде нешто лично, да се даде нешто персонално. Од се до сега што имаш напишано, која е твојата омилена препорака за филм и која е твојата омилена колумна? Вака, омилена колумна ми е дефинитивно политичка коректност наспроти радикалност, од причина што некои од поентите кои што ги изнесувам таму се релевантни не само конкретно за таа колумна, туку и за сите оние кои што се претходно напишани, па и следуваат после тоа. А покрај тоа и затоа што тие идеи кои што ми се вртеа низ глава додека го пишував тоа, ми се, да речам, главно гледиште на животот и на актуелните прашања во животот генерално. А покрај тоа за филм, можеби најинтересно при пишување ми беше препораката за Бојата на калинките. Тоа е еден ерменски филм и го издвојувам токму него затоа што тука бев многу заинтересирана за самата позадина на филмот, а мислам дека беше интересно и за читање, од причина што не зборувам конкретно само за тоа што се случува во филмот, туку и за режисерот, за поетот за кој што станува збор, па тука имаше поезија, имаше песни, видеа и се одеднаш измешано. Така што да. Несомнено е дека пандемијата ги запре подготовките на планираната представа, но од друга страна оваа ситуација која настана ни даде можност преку нашиот Инстаграм и сајт да направиме една онлайн стихозбирка и онлайн поетски читања. Тоа е една цела збирка на поезија на млади автори, преку чии дела се запознаваме со младинското творештво и со авторите кои се наш поттик и инспирација за понатамошно пишување. Таква авторка е и Ана, активна поетеса, учесник во нашите две поетски читања и наша редовна бета колумнистка. Ана, сакам да те прашам дали те инспирираат младите автори кои пишуваат поезија и која ја добиваме кај нас ја објавуваме по тоа? Да, дефинитивно. Во текот на целата година имам прочитано многу интересни, инспиративни песни кои што ми влијаат и на мојата поезија. На поетскиот конкурс ни пристигнаа многу песни. Ти беше дел од таа комисија која правеше селекција на песните кои влегоа нели во тие 7 избрани како најдобри од конкурсот. Па дали беше тешко? Какво беше чувството да се изберат 7 песни од толку многу добра стигната поезија? Па искрено да, јас бев дел од 3 поетеси кои што одлучувавме кои песни ќе бидат објавени како дел од конкурсот и имав 2 песни да одбарам и мислам дека тоа беше најтешката одлука што ја имав поврзана со култура бета, заради тоа што навистина имаше прекрасни песни. Речиси е невозможно да се одбарат само 2 кои што се највпечатливи. Следниот конкурс кој го организираме по повод нашиот прв роден ден е конкурсот за колумни. Па кои се твоите очекувања? Искрено имам многу големи очекувања за колумните, затоа што сепак станува збор за свое мислење
мислење кое што луѓето ќе си го искажат преку истите колумни и многу ме интересираат темите кои што ќе ги одберат заради тоа што секогаш ми е тешко да одберам тема и ми треба инспирација за тоа, така што се надевам дека ќе има многу интересни теми и поттик за следните пишувачи. Софија е наш најнов член на Култура Бета, таа е активна поетеса. Ја читаме незината поезија во рамки на рубриката Бета поезија, а од пред некое време секој петок ги читаме и незините предлози за книга. Софи, како почна, тоест како Малиот принц стана првиот предлог книга на неделата? Вака, кога ја добив задачата да направам првата статија за Култура Бета, првата помисла ми беше, за да почнам добро, да одберам книга што ми е најдрага од сите што ги имам прочитана. И Малиот принц е едно дело кое што е навистина нуди неисцрпни теми за анализа и за дискусија и ми личеше како најсоодветно дело да почнеме на вака убав проект со сите вас. Освен самата книга како дело, што сакаш преку текстовите што ги пишуваш да им порачаш на оние кои те читаат? Знаејќи дека се обраќам кон претежно млада публика, луѓе кои што бараат нешто што ќе ги подкрепи духовно, интелектуално, она што сакам да им го покажам на сите е всушност што таа книга може да ги научи, како да ги поттикне, да поттикне размислување. Можеби ќе се задржат на тие црти во делото, можеби ќе на други, но едноставно да не биде чисто само анализа како делото личи или дали би било интересно, туку едноставно тоа што ќе им покаже на луѓето што ќе го прочитаат. И како за крај, како љубител на книжевности и активна поетеса, која е пораката која пренесуваш преку твојата поезија? Она што сакам да го порачам преку мојата поезија е луѓе, чувствувајте. Чувствувајте силно и не се срамете да го покажете тоа што го чувствувате. И едноставно, тоа е еден мој начин на согледување на светот и на нештата и сакам да го прикажам и да го подарам и едноставно луѓето да научат, да чувствуваат, да прикажуваат и да сакаат, едноставно. И нашата трета редовна колумнистка, активна поетеса и еден од поновите членови на Култура Бета, Ѓоргина Петреска. Кажи ми го, паметеш ли моментот кога првпат посекаш да бидеш дел од Култура Бета, што те привлече и зошто? Јас ке следам објавите на Култура Бета уште од самиот почеток и секогаш ми беа многу интересни. Меѓутоа мислам дека клучниот момент кога посакав да станам дел од еден таков тим беше кога го имавте видеото од првото поетско читање. Бидејќи тогаш разбрав колку многу повеќе од само тие коментирање на актуелни теми и така натаму всушност е Култура Бета и мислам дека можев да се видам себе си во еден таков тим со толку прекрасна енергија. Активна колумнистка си, каква шанса за тебе представува пишувањето на редовни колумни? Мислам дека пишувањето на редовни колумни за мене најмногу беше шанса да го искажам својот став. Меѓутоа и многу повеќе да ги истражувам темите кои што беа актуелни во моментот или за кои што сум била посебно заинтересирана. Мислам дека колку што е интересно да се прочита туѓа колумна, уште толку поинтересно е да се обидеш самиот да напишеш некоја, бидејќи во самиот процес и ти дознаваш повеќе и за себе си, но и за туѓото и општото и актуелното размислување на темата. Велиш, интересен е целиот процес на пишување колумни и на читање, па каков фидбек добиваш од твоите колумни? Па, секогаш сум имала различен фидбек за различни колумни, но она што е особено фасцинантно во тој процес на добивање на некаков коментар е всушност колку самите млади се свесни за тие прашања и колку и самите сакаат да го кажат своето мислење и да го искоментираат, било да се сложуваат со мене или не во даден момент. Меѓутоа секогаш и мило ми е кога доаѓаме во ситуации да имаме било каков диалог за било што од тоа што го пишуваме и ми е значајно. За роден ден на Култура Бета и посакувам да отпатува и во другите градови и секако да ги оствари своите планирани поетски читања. На Култура Бета оваа година и посакувам конечно да ја реализира првата представа пред жива публика. За првиот роден на Култура Бета и посакувам да продолжи да се доразвива, а сепак да остане своја и оригинална. Happy birthday.